Предлогот на ЛДП за воведување на една изборна единица не ја доби потребната поддршка од пратениците. Со 19 гласа за пропадна обидот за менување на изборниот законник со кој Македонија би станала една изборна единица. За предлагачот Моника Зајкова, 6 изборни единици представуваат уставна неправда и ова е можност да се обезбеди еднаква вредност на гласот без разлика на географската распределба. Не е фер гласовите на околу 30 до 40.000 граѓани да одат во вода само заради изборниот модел. Ова не е само политичка неправда, туку и уставна повреда на начелото за еднаквост на гласот. Постојниот модел со 6 изборни единици создава дисторзии во представувањето. Овозможува партиските врвови да одредуваат кои ќе бидат пратеници, советници, додека граѓаните имаат улога само на неми статисти. Владеачкото мнозинство дава поддршка да се промени ваквиот модел со 6 изборни единици, но само доколку добие право да учествува и дијаспората. Премиерот Мицкоски потврди дека ВМРО ДПМН нема никаков проблем да поддржи една изборна единица ако се исполни ваквиот услов. Нема поголемо демократско право од тоа дијаспората да учествува во изборен процес. Се разбира во рамките на парламентарните и претседателски избори. Ние сме за тоа да имаме една изборна единица и да може тие да учествуваат во таков еден изборен процес, да немаме трошоци, да немаме повеќе изборни единици, да имаме една и да се влеваат сите практично гласови во една изборна единица и на резидентното население, но и на онаа дијаспора која што ќе сака да учествува. Неодамни опозицијскиот лидер Филипче најави дека поддржуваат една изборна единица, но бараат дебата и за цензусот и за отворените листи. За помалите партии ова е шанса да го добијат својот глас на парламентарните или преку отворени советнички листи на локалните избори. Албанските партии се уште активизираат. Зависно дали се на власт или опозиција, досега предлага од 3 до 8 изборни единици, наместо сегашниот изборен модел со 6 изборни единици. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија.